Климатските промени, зачестените поројни дождови, задоцнетите активности на парцелите и вегетацијата предизвикаа сериозни проблеми, информираат од Комората на органски производители. Велат интерес за вакви производи расте, стандардите и квалитетот ги задоволуваат и светските пазари. Ова година секојдневно беа дождови, секојдневно прво не успорува, не можеме да ги обавуваме редовно активностите што требаше ги работиме на парцелите. А второ, дождовите не дозволија и имаше многу трева, многу плевел и тоа беше тешко за работа. Дури дел од наши производители воопшто не ги жнеја културите, бидејќи беа поголеми. Тревата беше поголемо него житариците кои ги садеме. Потенцијални површини за обработка имаме, но за сега немаме капацитет да одговориме на сериозно производство и извоз. Проблемот на расцепканоста, проблемот на малите производители како сопственици на парцели е најголемиот проблем што ние не сме озбилни произведувачи за нешто конкретно за извоз. Имаме интерес за нашите органски производи. Стандардите и квалитетот на нашите органски производи ги задоволуваат сите пазари во светот. Имаме примери постојано тука неколку компании позитивни, значи имаме многу убав пример во Струшко кај што еден ајде да кажам конзорциум од повеќе компании и индивидуални земјоделци произведуваат органски лешник за Коп, Швајцарија. Тоа е озбилна ланец на маркети и успешна приказка неколку години. Проблемот најголем е што ние се уште не можеме да се обединиме, што не можеме да направиме тие задруги што ги збореме, што не функционираат како што беше намената, што нашите производители имаат мали парцели и различни култури. Не може да се планира, не сме озбилни производители за надвор. Инаку интерес од све што се произведе во Македонија органско има можност да се извезе веднаш. А и тука да се продаде. Нашиот интерес на Комората не е да произведуваме само за извоз. Органските производители бараат промена на стратегијата. Сегашната подршка, мерките и субвенции не ги даваат посакуваните резултати. Мерката продажба од куќен праг, велат, само предизвика револт кај регистрираните земјоделци. Помошта на земјоделците, или да не кажа мерки, или субвенции, се погрешни што се прават во години. За да има некој социјален мир, за да има може би и некои други резултати, постојано се мисли се дават субвенции. Субвенциите мислам дека се дават без некоја добра контрола дали ги искористил правилно. Тоа е една работа. Втора работа, мислам дека треба да се работи на луѓето да ги научиме како да заработуваат, а не да им помагаме само. Со тоа што ќе ми дадеме зелена нафта, со тоа што ќе ми дадеме субвенции, зголемување за не знам по хектар, по продадено и така, се тоа супер. Меѓутоа, дали тоа стварно наменски се користи, дали со тоа производителот го стимулираме да расне како компанија, како фирма, е големо прашање. Мислам дека погрешен е во моментој начин, бидејќи резултати не се гледат на терен. ИПАРД програмата пак придонесе за модернизација, но најмногу кај големите компании. Во Македонија стопанството се подели во 3 сектори. Први се семени винари, куќен праг и не знам нешто такво, кој е помеѓу правен субјект и физичко лице. Ние компании, велам ние зашто јас доаѓам од сектор на мали и микропредпријатија и според сите статистики, ние сме и најбројните и најмногу вработени, правиме и на некој начин, мислам дека стопанството најмногу и државата живее од тоа што ние мали и микропредпријатија го правиме. ИПАРДот не викаме дека не можат малите и микропредпријатија да го земат. Меѓутоа, искуството од годините претходно, а и самата ситуација е наменет баш за големите компании и убавите. Бидејќи, веќе ви кажам пример, истице средства и трошоци на еден консултант да аплицира за некој пчелар од 10.000 евра и за некој што ќе треба да аплицира за 100.000-200.000 евра опрема и машини. Секогаш имат големите предност во таа ситуација. Убаво е, се користи, се модернизират, меѓутоа тоа веќе големите компании кои се стварно озбилни организации и повеќе ИПАРДот го користат таков тип организации. Малите и средните предпријатија со години се во некој вакуум.
Се бара и измена на законот за производство на органско ѓубриво. Надлежните одлучиле последниве 2 години државата да не учествува на светски познатиот саем во Германија. Се уште не се одржа ниту саемот Отворен Балкан кој беше најавуван. Според регистарот на органски производители во земјава се регистрирани над 700 производители.